денес сум тука во Кочани. Сакам да истакнам дека програмата на сегашниот иден градоначалник на општината Кочани, господин Радко Димитровски, е многу внимателно направена во соработка со експерти, во соработка со граѓаните. Исто така сакам да истакнам дека во сите програми на градоначалниците посебно внимание се даде на подобрување на инфраструктурата. Во соработка со владата и општината Кочани во наредниот период ќе бидат реализирани следниве проекти во делот на патната инфраструктура, и тоа локалниот пат од село Ризари до село Врговци, и овој самиот пат е во должина 4,28 километри или вредност од околу 20 милиони денари. Средствата се веќе обезбедени, физичка реализација треба да биде оваа година. Исто така во наредниот период, исто така со обезбедени средства ќе се реализира и проектот од регионалниот пат по се до селото Бели, средства во висина од 9,2 милиони денари. Исто така средствата се обезбедени и веќе во фаза на распишување на повик за градежна компанија. И последниот пат кој ќе се реализира во соработка со општината и владата на Република Македонија е патот до селото Лешки во должина од 1 километар или вредност од 7,5 милиони денари. Ова се проекти кои ќе се реализираат, но исто така во изминатиот период со општината реализиравме 3 локални патни правци до селото Тркање, од селото Горни Подлог до селото Долни Подлог и од Кочани се до Браната Градче. Ова се дел од проектите што ќе ги реализира или се реализирани помеѓу владата на Република Македонија и општината Кочани. Еден од посуштинските проекти кои ќе се реализира наредниот период, а веќе е изготвен проект, е проектот за одводнување на атмосферска од фекална канализација, многу битен и суштински проект за општината Кочани во должина од 10 километри, или тоа ќе значи подобрување на системот за фекална канализација за 7.000 жители во општината Кочани. Овие средства се обезбедени во соработка со Европската инвестициона банка од околу 69 милиони денари или 1,1 милион евра. Очекуваме кон крајот на оваа година да имаме повик за ангажирање на градежна компанија, бидејќи проектот е во финална фаза. И уште еден проект кој исто така ќе се реализира помеѓу владата на Република Македонија и општина Кочани, а дел е од програмата, тоа е изградба на социјални станови. Веќе е издадено одобрение за градење и во финална фаза е постапката за ангажирање на градежна компанија. Очекуваме оваа година, бидејќи тоа е дел од програмата на владата, изградба на 42 социјални станови за социјално загрозени семејства. Оваа година во 4 градови во Република Македонија ќе започнеме со изградба на социјални станови. Сакам да истакнам дека граѓаните на Република Македонија во Кочани и во претходниот период видеа како се реализира дела. Имаше реализација на голем број на проекти, а исто така продолжуваме во соработка со владата и општината Кочани, како што напоменав, дел од проектите за подобрување на патната локална инфраструктура, подобрување на фекалниот систем во општината Кочани, но исто така многу значаен проекти изградбата на 42 социјални станови, бидејќи во општина Кочани навистина е потребно изградба на ваков тип на станови, бидејќи има доста социјално загрозени семејства. Благодарам. Во содржините на декарата ромите од Кочани никогаш не беа заборавени, ниту пак има да бидат заборавени. Би сакал да се обратам до сите роми од Кочани. Силно да се ангажират во однос на последното гласене за да ги поддржат содржините на декарата. Силно да го поддржат Радко, градоначалникот Димитровски, кој несебично и понатаму ќе се ангажира во подобрување на целокупниот живот на ромите. Во сеќавање ни се улиците кои што ги направивме таму каде што беше најголема потреба. Исто така Ромскиот информативен центар кој е отворен и кој несебично се ангажира за комплетните ромски проблеми. И понатаму ќе продолжиме во соработка со актуелниот градоначалник да ја продолжиме да го продолжиме финансирањето на средношколците. Значи, содржините на декарата и понатаму многу силни ќе бидат имплементирани со вашиот глас.
дајте целосна поддршка во името на содржините на декадата на ромите. Значи, како председател на Обединетите демократски сили на ромите, за се она што е сторено и со декадата на ромската заедница во соработка со кандидатот сегашниот градоначелник и идниот, господин Радко Димитровски, сакам да ги повикам сите роми кои живеат во Кочани, како православните роми и останатите, да гласаат за кандидатот Радко Димитровски, со кој сме во коалиција со ВМРО да помане како кандидат на коалицијата за подобра Македонија, и сакам посебно да потенцирам за одличната соработка на градоначалникот Радко Димитровски со ромската заедница во Кочани во поглед на изградбата на инфраструктура во ромските населби во Кочани, каде што за прв пат, после повеќе од 30 години со доаѓањето на местото градоначалник на господин Радко Димитровски, е направена асфалтирана улица, добра инфраструктура во поглед на канализацијска и одводна атмосферска вода, и сето она што во иднина во поглед на образованието се прави. За прв пат во Кочани веќе имаме интелектуалци од ромската заедница, и тоа двајца дипломирани правници и неколку студенти кои на факултетот во Кочани, универзитетот Гоце Делчев, веќе се запишуваат огромен број на студенти, исто така средношколци кои со помош на стипендии на владата на Република Македонија го подобруваат образовното ниво во самата општина, и сето она друго во поглед на вработувањето што се прави. Од тие причини, освен право и обврска е на ромската заедница, без разлика во која населба живеат во Кочани, да го дадат својот глас за кандидатот за подобра Македонија, значи господинот Радко Димитровски. Сметам дека секој глас на ромската заедница е битен и треба да биде оправдан за сето она што општината го дава за ромската заедница. Ви благодарам. Почитувани, денеска сме сведоци, сме задоволни поради тоа што имаме докази, односно гледаме каква е соработката помеѓу централната и локалната власт. Министерот за транспорт и врски покажа само еден мал дел од она што е предвидено во програмата во наредниот 4-годишен период и еден мал дел од она што е завршено досега. Сакам да напоменам дека и преку ова министерство, како и преку другите министерства, и посебно преку декадата за ромите, ние во претходните 4 години имавме мощна тесна соработка помеѓу владата на Република Македонија и општина Кочани, што се случува за прв пат во историјата на Кочани во претходните 20 на години, и таа соработка ќе продолжи и понатаму. Очекуваме да започнатите најавените проекти не се само тие кои што се дадени во програмата, туку проектот за одвојување на фекалната и атмосферската канализација ќе се финализира со прочистителна станица. Очекуваме покрај овие 3 патни правци да имаме и дополнителни патни правци кои што не се во програмата, меѓутоа заеднички ќе ги финансираме, и мощно битното за општина Кочани, очекуваме поддршка за доасфалтирање на сите оние улици, не само оние кои што се дадени во програмата, туку и оние кои што не се дадени, за да целосно го покриеме градот Кочани со асфалтирање на сите улици. Посебно сакам да се осврнам на делот на соработката со министерот без ресор, Неждет Мустафа, заради тоа што не стави нас како општина Кочани во едни од приоритетните како најлоши инфраструктурни услови, и секоја година еден дел од оние средства кои што се издвојуваат од владата на Република Македонија доаѓаат во општина Кочани. Резултат на тоа се сегашните асфалтирања на улицата Стамен Манов во должина од преку 600 метри, подпорните зидови на тие улици, дополнувањата во делот на најмалите дечиња во градинките, во делот на образованието. Ние скоро да немаме веќе некој неофатен во основното и во средното образование. Образование за преку 50 возрастни, оние кои што го испуштиле образованието, и како што најавивме, ние веќе имаме и студенти кои што студираат на Универзитетот Гоце Делчев овде во Кочани на правниот факултет. Оваа соработка помеѓу владата и општината ќе продолжи на сите нивоа и во